Подружницата на Македонски шуми и шумско стопанство Осогово од Кочани заедно со работната единица од Пробиштип во текот на оваа година издале 71 дозвола за собирање шумски плодови. Сите физички и правни лица кои што сакаат да собираат шумски плодови, како и откупувачите, мора да бидат регистрирани и да имаат дозвола за собирање шумски плодови. Пријавувањето и регистрацијата се врши во подружниците, каде истовремено се добиваат детални информации за целокупниот систем на одржливо користење, контрола и законски обврски во оваа област. Кочанци најмногу собираат боровинки и шипинки, но има и нарушувања во текот на собирањето, кога собирачите намерно ги оштетуваат боровинките со цел да се намали производот за следната година. За таквите ќе има и казни, велат од шумското стопанство Осогово. Во текот на 2018 година имаме издавано ние како подружница ШС Осогово Кочани со работна единица Пробиштип некаде околу збирно 71 дозвола, од кои 25 се во општина Кочани и 46 се во општина Пробиштип. Обично кај нас највеќе застапени се плодови од модра спрека и боровинки. Боровинките во периодот некаде крајот на баш сега некаде средината на јули, крајот на јули и почетокот на август. Би требало да е највеќе во август, меѓутоа имаме нарушувања во текот на собирањето и кога нема потреба ги собират и дури ги оштетуваат стеблата на боровинките за да не би биле во текот на наредната година доваѓа до ниво нарушување, до намалување на производството на овие боровинки. Во текот на есента се собираат шипинки, исто и за нив е пропратено со давање на дозволи и за физички лица и за правни субјекти. Со правните субјекти, со фирми кои што се регистрирани за собирање на шумски плодови, вообичаено подружницата склучува и договори. Сето тоа е регулирано согласно прописите и дозволите на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и заеднички со јавното претпријатие Македонски шуми. Се дава едно заокружување и тековно следење од почетокот на собирањето до извезувањето на шумските производи на терен. Од шумското стопанство Осогово апелираат да не се берат пред време недозреани производи. Фактички ги собираат зелени и наместо да бидат од корис, тие соберени шумски производи, како боровинките, они стануваат штетни. Дури нивното масовно посетеност од луѓе, можеби некојаш неконтролирано, доведува до нивно нарушување на самите стебла на боровинките, нивно нарушување и нивно намалување, за да наредната година ние го тоа проследуваме дека со текот на годините веќе таму дека имало поголеми количини, поголема застапеност, веќе таа застапеност се намалува. Шумочуварската служба прави напори за детектирање на тие луѓе кои намерно ги уништуваат плодовите и за уништувачите или за собирачите на плодови без дозвола следува нивно отстранување од теренот и соодветни казни. За собирање на шумски плодови се регистрирани и нивните откупувачи како правни субјекти и соработката со нив е одлична, додава Диванисов. Инаку контролата за собирање на шумски плодови е изградена во еден систем на интегрална контрола и во тој систем се вклучени Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, шумарскиот инспектор, јавното претпријатие Македонски шуми и подружниците во соработка со шумската полиција.